Добро вечер, започнува уште едно издание на Урбаните вести. Останете со нас и погледнете ги денешните содржини. Осмомартовски подароци за пациентките од торакална хирургија. Доделени наградите прозни мајстори и македонска книжевна авангарда. Во Илинден изложба на фотографии на скулптури, сликани во Унгарија. Во општина Газиваба се работи на подобрување на уличното осветлување. Линијата 13 на ЈСП, викендов со изменета траса. По повод неделата на борба против ракот, денеска првото антиканцер здружение Животна искра ја организираше традиционалната посета и поддршка на пациентките од малигни заболувања, кои се лекуваат на торакална и васкуларна хирургија, дигестивна хирургија и клиниката за радиотерапија и онкологија, при што им подарија брошури, цвеќе, книги и други подароци. Пациентките на клиниката за торакална и васкуларна хирургија денеска ги посетија членови на првото антиканцер здружение Животна искра по повод неделата на борба против ракот, а во пресред на денот на жената 8 март. Од Животна искра ги посетија и пациентките на клиниките за дигестивна хирургија и за радиотерапија и онкологија. Председателот на Животна искра Виолета Томовска изјави дека 21 година поред ги посетуваат пациентките на тие клиники по повод неделата на борба против ракот, а во пресред на 8 март. Национално 21 година веќе ги посетуваме пациентите на клиника кои се ново оперирани, кои се лекуваат. Тоа ни е најдрагата средба за меѓународната недела на малигните заболувања. Ги посетуваме, значи, тораковаскуларната хирургија, дигестивната хирургија и се разбира онкологија, каде што е најголемиот број на пациенти. Посетата што имаме, мислам, на клиниките, кај пациентите со пригодни подароци. Тука се многу трибини преку неделата, за младите оваа година специјално, затоа што би сакале здравствената култура да порасне на едно повисоко ниво со врви наши лекари експерти. Директорот на клиниката за торакална и васкуларна хирургија, професор доктор Зоран Спировски, објасни дека секоја година во Македонија има околу 800 нови пациенти со рак на белите дробови, кој е најчеста малигна болест во светот. Секоја година за еден мал процент се зголемува бројот на новозаболени пациентки со рак на дојка, чиј број изнесува од 650 до 750. При тоа нагласувајќи дека на клиниката се оперираат главно над 80% малигни заболувања, како што се на бели дробови, хранопровод, тироидна жлезда и на дојка. Во очи на празникот 8 март се даваат пригодни подароци и се даваат брошури околу тоа како треба да се изврши преглед, само преглед, хигиено-диететски режим на живот кај пациентки оперирани од карцином на дојка. Што се однесува до карциномот на дојката, годишно во Република Македонија заболуваат околу 700 жени и за жал тој број секоја година за еден мал процент се зголемува. Но како и да е, клиниката располага со сите најсовремени методи во третманот на ова заболување. Од оваа година, благодарение на разбирањето од Фондот за здравство и Министерството за здравство, се заокружи тој современ процес на лекување со имплантација на протези кај пациентки кои имплантации може да се вршат уште за време на примарната операција или пак се вршат покасно после завршениот комплетен третман. Пушењето е најчест причинител за рак, а останатите ризични фактори за појава на болеста се алкохолот, физичката неактивност, дебелината, слаба консумација на зеленчук и овошје, загадувањето на животната средина, ХПВ и хепатитис Б вирусите, афлатоксините во храната и така натаму. Најчеста форма на малигни заболувања кај мажите се ракот на белите дробови, желудникот, простатата и на дебелото црево, а кај жените ракот на дојката, белите дробови, желудникот, дебелото црево и на матката.
Во Домот на културата Илинден денеска се одржа изложба на фотографии на скулптури сликани во Унгарија под наслов Јашаги Соброк. Дел од изложбата е посветена на најпознатите унгарски композитори Лист, Кодали и Барток. Изложбата ќе трае 10 дена, а посетителите ќе имаат можност да се запознаат со биографиите и делата на овие големи имиња во светот на музиката и уметноста. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Во организација на општина Илинден и Унгарската амбасада во Република Македонија, во Домот на културата Илинден денеска беше отворена изложба на фотографии на скулптури сликани во Унгарија, наречени Јашаги Соброк. Посетителите на изложбата ќе имаат ретка можност преку повеќе ексклузивни фотографии и информации да се запознаат со биографиите и делата на овие големи имиња во светот на музиката и на уметноста воопшто. На отворањето на изложбата, која што ќе трае 10 дена, денеска присуствуваше и амбасадорот на Република Унгарија во Република Македонија Јозеф Бенц. Нашата изложба, насловена Статуите во Јашак, ќе ви го доближи овој познат централно-унгарски регион. Јашак е дом на населението Јаз, племе кое во далечното минато се поврзувало со Иран. Преку представувањето на уметничкото наследство од овој регион, низ фотографии на религиозни статуи и крстови, македонската публика ќе има прилика да дознае дека унгарците се љубители на својата религија и традиција што ги негуваат. Љубителите на класичната музика, нашите изложби посветени на Франц Лист, Бела Барток и Золтан Кодај може да ги сметаат за инспиративни. Франц Лист е најпопуларниот унгарски композитор на романтизмот кој имал личен контакт со оваа земја, бидејќи е познато дека патувал во Македонија и битола во 19-тиот век. Оваа изложба на плакати низ која е интерпретиран неговиот живот е од 2011 година, која беше спомен година во знак на сеќавање и оддавање почит кон неговото музичко наследство. Дел од изложбата е посветен на тројцата најпознати унгарски композитори Франц Лист, Золтан Кодали и Бела Барток. Издавачката куќа Феникс денеска ги додели признанијата за прозни мајстори и македонска книжевна авангарда. Добитници на наградите се Славчо Ковиловски, Гоце Ристовски, Петко Шипинкаровски и Марина Мијаковска. Во рамки на фестивалот на чајот и читањето, денеска во издавачката куќа Феникс беа промовирани нови книги, а беа доделени и наградите Прозни мајстори и македонска книжевна авангарда. Признанието за прозни мајстори го добија Славчо Ковиловски за неговиот роман Лоша тетка и други раскази, Гоце Ристовски за романот Врамување во пустелија и Петко Шипинкаровски за романот Децата на Марија. Поетесата Марина Мијаковска го доби признанието Македонска книжевна авангарда за незината книга Психоаналитичка хемија од страсти. Медијатори на средбата беа Елена Пренџова и Христо Петрески, а учествуваше и литературниот критичар Мишо Китановски. Петко Шипинкаровски истакна дека со литературна дејност започнал дури откако завршил неговиот работен век. Шеста моја книга, шести мој роман, иначе близок со првиот мој првенец од Корнати души, кој што излезе во 2003 година и кој што и двата романи ги третира дејствата во Првата светска војна на нашиот нападен македонски народ. Во тоа време добро ви е познато под тие зовлиени ветри што големите сили кои што ги донесоа ја распарчија Македонија, нажалост. Пред тоа ја потврдија во 18 година. Делото на Гоце Ристовски Врамување во пустелија всушност представува посвета на ликот и делото на Коле Чашуле. Ристовски во книгата подсетува колку е важно творењето на македонски јазик. Да се напише книга е чин од национално значење за секоја национална култура, дури и за културите кои што се побројни од нас во смисла на територија и на луѓе. Но особено тоа е важно за нас. Се што е напишано со овој јазик е само уште една потврда во одбраната на она што ние сме, што сме биле
и што единствено ова може да бидеме. Славчо Ковиловски преку неговото дело Лошата тетка и други раскази ја прикажува лукавоста на жените, а младата поетеса Марина Мијаковска истакна дека со ова признание се добива впечаток дека поезијата застанала рамо до рамо со толку многу ценетата проза. Има моменти кои што барем така мислам, така ми кажале, дека замислуваат. Вреди човек да се помисли за тоа што се случува со нас, што се случува во нашиот град, што се случува со нашата држава и со нашето секојдневно оптружување. И тоа не е само лошата тетка. Ја земав првенствено женственоста како потик, патокас. За тоа што го очекува читателот во романот. После 2 објавени книги беше време јас да добијам некоја книжевна награда и моето пишување да биде утврдено. 2 одеднаш, значи со добивањето на Карамановата награда следуваше добивањето на оваа награда која што мене ми е многу важна и значајна, македонска книжевна авангарда, веднаш после мојата колешка Елена Пренџова. И навистина ми е многу драго. Во општина Газибаба континуирано се работи на одржување на уличното осветлување, како и на чистење на шахтите и сливниците. Во населбата Железара на улицата Куце Металец беа поставени 4 нови канделабри на паркинг просторот и е направена реконструкција на неколку светлечки тела, а во училишниот двор на основното училиште Дане Крапче во населбата Ченто беа поставени 7 нови канделабри во должина од 150 метри. Јавното предпријатие Водовод и канализација во соработка со јавното комунално предпријатие Газибаба редовно преземаат активности во текот на годината за чистење на шахтите и сливниците на подрачјето на општината. Оваа активност се спроведува со цел да се спречат изливања во случај на обилни врнежи од дожд. Екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација деновиве работеа во населбите Маџари, Ченто и Хиподром, а во наредниот период продолжуваат со активностите во Вардариште, Триангла и долж улиците Благоја Стевковски и Антон Попов. Сабота и недела во периодот од 9 до 16 часот ќе биде изменета трасата на линијата 13 на ЈСП, информира град Скопје. Поради поставување атмосферска канализација на крстосницата на булевар Србија со булевар Трета македонска бригада, автобусите на оваа линија во правец кон Киселавода ќе се движат по постојната траса до крстосницата на булевар Србија со булевар Трета македонска бригада, а потоа се пренасочуваат по булевар Трета македонска бригада, улица 11 октомври, булевар Борис Трајковски, улица Народни херои и улица Христо Татарчев, во насока од Киселавода кон Железарница. Автобусите на оваа линија на ЈСП ќе се движат по постојната траса. Македонија ја победи Летонија со 2:1, а деби победа имаше новиот селектор Бошко Ѓуровски. Перо Антич се врати на терените во НБА лигата по повредата со 10 поени и 4 скока во поразот на Атланта од Портланд. Повеќе за овие останатите вести од спортот веднаш по рекламите.